Економските текови во светот, економските текови во државата, рецесија, колапс, драматични предупредувања и сценарија. Дали сето тоа не очекува и нам во ова мала економија? Сакам да анализирам со универзитетскиот професор Томе Неновски. Добре дојдовте. Добро ве. Поранешен заменик гувернер на Народна банка на Република Македонија. Мислам дека има што да си поприкажеме. Професоре, најголемите економисти во светот имаат многу драматични, така да речам, мрачни прогнози, сценарија. Се најавува рецесија во светот, се најавува колапс, се најавува пропаѓање, така речено, на финансискиот пазар и така натаму. Не сме имуни затоа што сме директно поврзани како мала отворена економија, директно сме зависни од европските, од светските случувања. Какви се вашите прогнози и проекции? Ќе не биде ли? Па, да почнем од последното, дали ќе не биде, меѓутоа во која форма ќе завршиме оваа фаза од нашиот општествено-економски развој, тоа е веќе друго прашање. Иначе јас се приклонувам кон тие светски економисти, видни, познати, признати, докажани, кои што велат дека не очекува тешка зима и тешка следна година. Значи, ние зборуваме за овој период, меѓутоа, според многу укажувања и предвидувања, следната година може да биде и потешка отколку што е сегашната. Па тука Тоа веќе како да стана една девиза, кој како дојде, зборувам за гостите во мојата емисија, во ова интервју, значи веќе е позната како декларација дека не само ова, туку наредните 2-3 години ќе бидат можеби уште потешки од тоа што следува. Да, веќе се спомнува среднорочен период од 2-3 години, меѓутоа јас ќе искористам една максима на големиот Џон Мајнард Кейнс кој вика на долг низа на години сите сме мртви. Меѓутоа ајде да делуваме на кус срок, да можеме поенергично да ги совладуваме проблемите со кои се соочуваме. Да го оставиме долгото, да се фокусираме тука да и видиме. сега. Ама ајде да видиме следната година имаме ли стратегија како да се соочиме со она што сега се случува и во продолжена рака ќе се случува во следната година. Мене тоа ме плаши, дека ние немаме стратегија за да се соочиме со предизвиците на светската економија и со предизвиците на домашната економија која е незаобиколна, како што рековте, е со папочната врвка поврзана со светската економија. Не чека болен период и не треба премногу да криеме, да покажуваме некаков лажен оптимизам дека еве ова краткотрајно ќе биде и ќе го надминеме. Не, ќе имаме проблеми. Прашањето е како ќе се соочиме, со кој ентузијазам, со кои мерки, со каква енергичност, со каква ефикасност и со каква ефективност ќе ги применуваме тие мерки за да излеземе од оваа зачмаеност во која влегуваме ние, а сепак велам да си ги отвориме очите и да гледаме кон светот. Едноставно, она што таму се случува, не може да не заобиколи. Невозможно е. Нашата економија, и тоа се согласувам, велите мала и отворена. Ние сме 98% отворена економија спрема светот. Оние 2% се однесуваат на, Бог да чува, црна трговија со луѓе, бело робје, други оружје и така натаму. Значи, се можеме да тргуваме со светот, при што во тие 98% отвореност према светот треба да нагласам дека ние сме со 92% директно или индиректно поврзани со Европската Унија. Што значи Европската Унија ни е тука, до нас, од Каршија, во соседството, не може да ја затвориме вратата и да речеме не, нема да дозволиме кризата која што таму се случува или се најавува дека поинтензивно ќе се случува, нема да не снајде. Ќе не снајде. Може да зборуваме за еден термин, го кажавте рецесија, кажавте неколку термини всушност. Светот се плаши од рецесија, меѓутоа светот како да преќутно некако го премолчува она што веќе сите го знаеме, а тоа е дека сме влезени во период на стагфлација. Стагфлација која во основа значи дека имаме растечка инфлација. Дефинитивно е точно. И ние ќе го зборуваме веројатно тоа во текот на емисијата. И во исто време имаме опаѓачка активност, стопанска активност пресметлива во големината на бруто домашниот производ. Го има тој проблем Франција, го има тој проблем Германија, за Велика Британија да не зборувам со сите оние настани на политички план што се случуваат таму. И сега нешто што во таа стагфлација можеби засега не се појавува, тоа е третиот негативен елемент во составниот дел на поимот стагфлација. Засега скромно се намалува бројот на вработените. Што исто има образложение за тоа. Зборуваме во светски рамки. И за светски и за наши рамки. И за нашиот. Кога само да кажеме еве толку овде нема да ќе продолжиме со друга тема. Кога влегува светот во рецесија или во некоја криза, невработеноста наеднаш не се зголемува.
Има причини за тоа. Сделките треба да се завршат. Работодавачите не се свесни дека влегле во таа ситуација и ги задржуваат уште некое време вработените. Меѓутоа, во некој одложен временски период ќе дојдеме и до третата негативност на стагфлацијата, а тоа е растечка невработеност. Ја спомнавте Европската унија и ние треба очите да си ги отвориме и да гледаме кон таа Европска унија. Председателката на Европската комисија деновиве беше и го посети Балканот, не посети и нас и ни испорача така речено, условно речено еден чек финансиска помош која што, како што видов, ги развесели властите. Може да допринесе нешто таа финансиска помош во вакви услови? Се разбира дека може секоја финансиска помош да ни помогне во оваа ситуација, иако нам ни требаат многу повеќе пари од тоа што комесарка, така да ја наречам, фон дер Лајен го најави 80 милиони евра, таа рече дека ќе ни прати. Меѓутоа, во оваа ситуација, кога имаме зачмаена економија и растечка инфлација, тие ќе бидат недоволни, дотолку повеќе што таа помош, онака како што комесарката го ја најави вчера, во текот на средбите со нашите власти, ќе биде насочена за зголемување на енергетската ефикасност на земјата. Значи, нема да биде насочена кон смалување на сиромаштијата или поттикнување на бруто домашниот производ или смалување на инфлацијата или смалување на, односно спречување на зголемување на невработеност за која што пред малце говоревме. Меѓутоа ќе биде насочена кон енергетска ефикасност, што исто така многу е значено. И во Тоа ми беше муабетот. Како вие тоа го толкувате? Затоа што се чини дека со тоа што е точно акцентирано на што треба да одат тие пари, значи тоа ни е најболната точка во моментот. Сиромаштијата, бруто домашниот производ, јавниот долг остануваат занемарливи во услови на зима каква што ни предстои, па сега дали ќе се фатиме за сламка за да не се удавиме или како? Добро, ние бараме таа помош за финансиска помош за заштита од енергетските проблеми кои што ги имаме и веројатно и не само ние, туку и сите околни земји. Јас колку што видов слична економска помош, финансиска помош беше доделена вчера и на Албанија. Не знам дали беше за Косово, исто за Косово. Значи, таа е бројката што аналитичарите во рамките на Европската комисија ја утврдиле дека нам ќе не биде доволна, значи на нашето обкружување, да се сочиме со енергетските овои проблеми. Ама ќе ни биде ли доволна, еве според вас? Прашање дали ќе не биде, затоа што всушност може да не биде ако одиме од таа логика дека ние имаме домашни капацитети кои што може да го надоместат она што досега од увоз го обезбедувавме. Зошто го велам овака? Овие денови бевме свесни на изјавите на раководителите на електростопанство и другите фирми кои се занимаваат со тоа, дека дневното производство на електрична енергија со користење на домашните капацитети ги задоволува потребите на економијата и на населението. Значи, она што рековте на почетокот на прашањето дали ќе не бива. Значи, не бива. Ако знаеме да ги користиме тие капацитети, не бива да ги искористиме и да создаваме многу поевтина електрична енергија која што ќе ги задоволува потребите на економијата во целина. Во таа ситуација би било, значи, дегутантно да бараме ние некакви дополнителни помошти, ако можеме такви помошти да бараме за другите цели. Сиромаштијата, ќе спомниме веројатно во текот на емисијата. Бруто домашниот производ, продуктивноста, значи имаме теми, слаби точки во економијата за кои што ни требаат многу пари. Меѓутоа, секоја пара е добродојдена. Ние мораме да бидеме благодарни за тие 80 милиони што ни се најавени дека ќе дојдат и на тој начин барем да здивни економијата, да здивни стопанството, да здивни населението. Има пари, ќе се обезбедат доволни количества на електрична енергија и други енергенси и на тој начин побезбедно да ја поминиме оваа зима која што се најавува како најстрашна во последните 3-40, можеби 50 години. Инфлацијата ја спомнавме, инфлацијата продолжува да галопира, веќе имаме двуцифрени бројки и тоа е јавна тајна. Народна банка спроведува затегната монетарна политика согласно инфлаторните очекувања. Каков курс не очекува понатаму? Вие сте човек кој што едно време добро ги познаваше тие текови и тоа е останато, тоа е ваша професија, ваш ресор. Две работи спомнавте кои мене на некој начин ме допираат. Прво, дека јас бев своевремено паталец. Учествував во сузбивањето на инфлацијата која што на месечно, нагласувам, на месечно ниво април 1992 година изнесуваше 84%. Ако тоа математички го дигнете на 12 степен, значи за цела година, ќе добиете милионски процент на инфлација. Ние со сите мерки и инструменти кои ги имавме тогаш,
Успеавме, речиси, за еден месец не да ја преполовиме, него за 4 пати да ја намалиме инфлацијата и постапно таа понатаму да се намалува. Втората точка која спомнавте, мене на некој начин ме допре сега кога размислувам за инфлацијата е тоа дека веќе влеговме во фаза на галопирачка инфлација. Ние имаме 18,7 официјална инфлација, 18,7%, да, која што го соопштуваат властите. И не можеме да речем дали е точен или не е точен тој податок, верувам на овој податок. Меѓутоа, инфлацијата од 18,7% почна да се појавува скромно, но се повеќе да се навлегува во нашата економија уште во есенските денови пред една година. Септември, октомври, ноември. Се провлекува. Тогаш се појави еден процент кој што јас го прочитав и многу ме загрижи, беше само 2,7%. Ме загрижи затоа што знаев, ако ние имаме прогнозирана инфлација од 2,2, а веќе за таа година цела, а веќе во октомври таа на годишна стапка стана 2,7, одма оценив лично, затоа што велам јас сум паталец, не сум гаталец, дека тоа ќе прерасне во некоја растечка галопирачка инфлација и морам да признам дека на соодветен начин реагирав кај колешките колегите од Народна банка да веднаш интервенираат, да ја сосечат таа стапка на инфлација, да ја вратат на нормала, затоа што после тешко ќе биде. Јас еве како универзитетски професор користам еден термин на студентите кои им велам инфлацијата, вие змеи со 9 глави. Ако сечите само едната и ако сечите 2 глави, тие се регенерираат, се обновуваат. Значи, земете го сатарот и удрете по инфлацијата по сите 9 глави, одеднаш да ја снема. А ако оставите таа да се живее, таа ќе расти, можеби ќе појави уште неколку други глави. Според тоа, имаме стапка на инфлација од 18,7, која што набргу после 10 дена ќе чуеме за нов процент, можеби ќе го надмине прагот од 20%. Јас морам да признам дека очекувам да имаме преку 20% на годишно ниво, заклучно со октомври, со 31 октомври, со оглед на цените кои што ги чувствуваме сите ние. Имаме некое, да речем, невообичаено, ајде да не бидам груб, да речем, ненормално зголемување на цените и тогаш кај што треба, и таму кај што треба, и таму кај што не треба. И тука има некои други работи кои што треба да ги разграничиме. Многу е битна темата, затоа малце може да и поопширно објаснувам. Значи, прво се велеше дека ние имаме увозна инфлација, дека тоа доаѓа од Европската унија, првенствено заради настаните во Украина и така натаму, добро. И имаше такви влијанија. Тоа беше инфлација која што имаше силно влијание врз понудата на стоки и услуги, затоа што ако имате растечки цени на енергенсите, тие се вградуваат во цените на продажните цени на производите и тие веќе по автоматизам стануваат поскапи. А бидејќи увезуваме нафта, увезуваме плин, увезуваме жито и други некои производи кои се неопходни за секојдневно живење, нормално беше да таа увозна инфлација се манифестира и во Република Македонија. Меѓутоа, тоа не трае до денес. Не можеме, значи јас не се согласувам со ни еден економист во земјава кој ќе речи дека нашата инфлација е увозна. Еден дел да, би рекол 1/3, можеби 6-7% поени, но остатокот е наша инфлација. Се случува дома. Се случува дома. Па еве погледајте ги велам цените. Имаме една интересна појава, два аспекти сакам тука да кажам. Едниот аспект е да речеме некој производ чинел 60 денари, најнас го дигат на 100 денари. Еве млекото. Ете така. И сега после некој временски период цената на тој производ од 100 кој ќе се наближи рокот на траење на производот, тој од 100 денари се враќа назад. Не назад, дури под почетната цена доаѓа на 50 денари. Што се случи? Каде е маржата? Колкава маржа имат? 100%, 150%? Во економијата почнува да се отвора дискусија на темата како да ги отвориме цените. Да видиме што се крие за цените. Дали е тоа реална цена, објективна, дека ги покрива трошоците, или пак тоа е резултат на очекувањата за нешто за што ќе зборува малце подолу. Ама и не само во економијата, јас мислам дека и на обичен лаик, на обичен граѓанин, веќе за таквите, да речеме, стратегии му е јасно дека се крие зад скриена намера за дека тоа се нереални цени. И тоа треба да го спречуваме. Не можеме ние да гледаме дека нештото се случува пред нас, а да немаме никаква реакција. Ние постојано зборуваме ќе треба да замрзнеме маржи, да го направиме ова или она. Направите на контрола на цените. Видите колку некој производ отишол до бескај со 200-300% повисока цена од вчерашната. Која е причината?
па струјата не се поскапи толку многу, нити гасот се поскапи толку многу, за да ние се вадиме постојано со таа причина или уште што е најбанално да се вадиме со војната во Украина, во Русија. Ние имаме домашно производство кое што можеби е независно од производството и увозот од Украина и од Русија. Да се видиме ние дома каде сме. За инфлацијата. Јас досега се воздржував ова да го коментирам, еве првпат можеби во ваша емисија. Ние треба да направиме анализа, никој не го прави за жал, анализа на така наречената скриена инфлација. Скриена инфлација која што во англиски превод кој што веќе во литературата во учебниците го сместуваме се вика shrinkflation. Зашто станува збор? Земете го примерот со едно пакување шеќер. Шеќерот чини 60 денари, напамет зборам, примерно ми е тоа. 60 денари. Меѓутоа, ако ќе одите на тезгата да uzemите кесето со шеќер, го земате и го плаќате 60 денари, кога одите дома гледате дека не сте купиле 1 килограм или 1000 грама шеќер, туку на кесето пишува 900. Колкава е разликата? Дали е то 10%? Еви скриена инфлација од 10%. Некој ни зема 10% од нашите паричници, од нашите джепови. Тоа е кражба, легална кражба. Меѓутоа, не може само официјалната стапка за инфлација да ја сметаме дека таа е таа во Македонија. Има и друга која е скриена или shrinkflation, како се вика, скриена инфлација, на која што треба да се обрне внимание. И не само тој производ. Еве лично повелете, влезете во некој маркет и видите какви се цените на производите што секојдневно сте ги користеле и сега ги користите. Тие пушачите на цигари знаат, нема да се 20 цигари, туку истата пакета цигари ќе се одржи 18 или 19 цигари. Една фали, 5%. Инфлација ли е? И тоа како дека е инфлација? Скриена. И за инфлацијата уште еден податок, како дозволите, ние имаме проблем со очекувањата. Што значи тоа? Тоа значи дека веќе не е реална инфлацијата во смисла дека трошоците станале такви какви што се, дека побарувачката се надула и дека инфлацијата оди како резултат на зголемена побарувачка или дека Народна банка пуштила вбризгала во економијата голема количина на пари. Туку е резултат на очекувањата на стопанствениците за она што би можело да се случи во иднина. И тие се превенира, се штитат претходно. Тие мора да се штитат затоа што, како што велат веќе, се е струполено на нивен грб. Значи, премногу го чувствуваат се тоа што се случува, па и апропо тие антикризни мерки кои што нели владата ги носи како еден вид на стратегија за ублажување на сето ова што се случува. Да, тие така ќе реагираат, секој видите, луѓето се рационални суштества. Стопанствениците се рационални суштества. Тие се штитат од не дај Боже ситуација. Меѓутоа, од другата страна имаме регулатори државни, кои што треба тоа да го следат и да го контролират и да го спречуваат со соодветни мерки. Не со драстични мерки, со казни, не знам што. Едноставно имате мерки, расположливи инструменти за да влијаете врз официјалната стапка на инфлација. Ако ние почнеме да ја намалуваме официјалната стапка на инфлација, да ја сузбиваме, тоа веќе дава некакви сигнали за стопанствениците, еве, овие инструментите на монетарната и на фискалната политика действуваат, инфлацијата не е веќе таква каква што е, нити пак може да биде повисока од што е денешната. Ќе почнат да ги намалуваат цените на своите производи. Или едно време свој еден вестник дадов пред еден месец една изјава и реков дека има две работи кои што би можеле да се направат од државните институции за смирување на инфлацијата. Едното е да искористиме стоковните резерви. Ние имаме стоковни резерви, жито, масто за јадење. Ама време ли му е сега тоа да го направиме? А зошто ги задовме? За воено време, чакаме војна да не снајди, не дај Боже, нема да стигнат. Меѓутоа, со една силна интервенција од стоковните резерви, со конкуренција на оние цени кои што се 3 пати, 4 пати повисоки од нормалните, ќе ги натераме производителите и трговците малце да ги намалат своите притисоци, нели? Не го направивме. Или од друга страна, добро, може би моја грешка, меѓутоа, мислам во перцепцијата, меѓутоа тие резерви се за тоа. Исто како што девизните резерви ги користиме секојдневно за да го држиме курсот на денарот стабилен. Иначе зошто се викаат резерви? Значи служат за такво нешто. И втора една мерка која што мислев дека ќе допре до колешките и колегите од Народна банка е тоа дека во време на галопирачка како што е крстивме сегашната инфлација, искуството вели дека треба да примениме една многу драконска мерка која што во законите стои.
Ние сме ја пременили последен пат во 1992 година, а не последен пат, него 1992 и последен пат во 2008 година, кога повторно инфлацијата не избега во првото полгодие за 10%, а тоа е ограничување на порастот на кредитите или на пласманите, како стручно се вели тоа, да не се радуваме дека кредитите се зголемуваат, и на тој начин помагаме на економијата. Ако со кредитите им помагавме на економијата, каде е резултатот? Ние сме на најниско равниште во однос на остварена стапка или очекувана стапка на пораст на бруто домашниот производ оваа година, според податоци на Светска банка, не мои ваши. Последни под нас се само Украина и Русија, разбирливо. Али ако не е Русија и Украина, значи убедливо последна држава според стапката на растеж на бруто домашниот производ. Кога веќе ја начнавме Светска банка, извештајот неминовен, кој што деновиве нели беше присутен во јавноста, значи колку што разбравме, не ни предвидуваат рецесија, меѓутоа тие како што велат во нивниот извештај ќе се случи некаков вид на квартален негативен раст. Не одбегнуваат од тоа што ќе се случи понатаму, затоа што динамично и нели на краток рок ништо не се знае што може да се случи со ваквите текови. Меѓутоа предупредуваат, како што рековте вие, на пораст на цените, намалување на инвестициите и така натаму. Инфлацијата можеби ќе забави, велат тие, но нема да запре. Во тој извештај, како вие го презентиравте сега тој дел, имаме своевидна игра на зборови во однос на термините кои што се користат кога рецесијата е во прашање. Што е рецесија? Рецесија имате кога два квартала, бруто домашниот производ на земјата во два квартала едно по друго бележи минусна големина. Да речеме овој квартал кој сме сега, го завршуваме третиот квартал со минус 0,1 и четвртиот да го завршиме со минус 0,5. Официјално ќе прогласиме рецесија, затоа што тоа е... Сакате да кажете дека зад оваа терминологија скриена... Да не биде пострашно. Да не биде пострашно. Иако и тие не кријат дека сме на прагот на рецесија на светско ниво, со тоа и во Македонија, меѓутоа, за волја на вистината и прегледачите да кажам, рецесијата не е чудовиште. Не е страшна. Па нам рецесии ни се случуваат секоја година, можеби, не ги ни забележуваме, не ги бележиме. Никој не ја дига рецесијата на таков пијадестал, за сите ние се плашиме од таа што ќе се појави. Важно е колку време ќе трае. Рецесиите обично траат најмалку 6, а најмногу 18 месеци досега во просек. Ние треба во тие 6 месеци да се консолидираме и рецесијата полека да ја сузбиеме со мерки на монетарната и фискалната политика и да почне бруто домашниот производ да се зголемува. Тогаш веќе ќе излеземе од фазата на рецесија. Таму има и други елементи за кои треба да се дискутира во рамките на извештајот на Светската банка. Таа, значи, сепак ни покажа, можеби подзаскриено, ни ја откри вистината за состојбата во националната економија, иако малце е по-оптимистична од она што реално е. Таа вели дека сме на најниското скалило, со 2,1, ако не се лажам, беше очекуван пораст, за да следната година биде 2,7. Меѓутоа, веќе има релевантни научни институти од светот кои што прават такви слични анализи, кои викат дека следната година македонската економија би можела да се зголеми најмногу за 0,6%, а Светска банка вика 2,7. И всушност, вратете се назад со години. Ќе направи ММФ или Светска банка некакво проектирање на движењата на економските индикатори, после неколку месеци прави ревизија. Па и овде ќе се случи некаква ревизија, која ќе се види какви ќе бидат последиците од зимскиот период. Каде ќе бидеме? Како држава, како светска економија, воените настани во Европа, до кај ќе стигнат, како ќе стигнат, какви последици ќе има, енергетската ефикасност, дали проблемите со енергијата, дали ќе се решат, нема да се решат. И така натаму, значи повеќе елементи ќе имат влијание. Некаде во март ќе видиме, ќе чуеме податок. Имаме појасна слика каде сме и како. И воопшто дали сме биле на правиот пат или пак треба да смениме нешто за да биде по-благопријатно во престојниот период од годината. Антикризните мерки се преземаат, владата ги најавува на широка врата. Сега се поставува прашањето дали, да речеме, тие антикризни мерки ќе бидат доволни,
ќе бидат навремени. И претходно спомнав, и бизнис секторот веќе реагира дека можеби се задоснети, дека не се доволни, дека самиот бизнис сектор, стопанствениците се многу погодени. Од друга страна, да речеме, тука се офатени најранливите категории на население, меѓутоа ние веќе се чини како во државата и да немаме некој ранг која е таа најранлива група на население, затоа што од друга страна пак експертите, вашите колеги предупредуваат дека средната класа се претопува полека. Да. Вака, значи, вие на почетокот ме прашавте за оние 80 милиони од Европската унија за енергетска ефикасност, дали се доволни или не, и дадовме соодветен одговор. А сега ќе ви кажам што е на хартија ставено во оној последен пакет кој што деновиве се најава од владата на Македонија. Се вели дека за потребите на тие најранливи социјални категории владата ќе издвои 360 милиони евра. Само уште не знаеме на кој начин тие ќе се дистрибуират и ќе го коментирам то подоцна. 800 милиони евра, значи за милиони зборуваме 800, не 80 како Европска унија што вели. 800 милиони евра да одат за подобрување ликвидноста на стопанството. За сега е одлично, дај Боже да се реализира. Се вели дека ќе треба да ќе очекуваат или имат намера да ја намала стапката на ДДВ за електрична енергија од 18 на 5%, што за цело население би било благопријатна ситуација, нели? Понатаму, што имаше нешто друго повторно за ранливите категории, да им се помогне на 4000 семејства со дотур на пари, за да можат полесно да ја совладат кризата. По 3000 денари. Нешто за кризата, за набавка на енергенси, дрва и така натаму. На општините ќе им дадат 10,5 милиони евра за енергетска ефикасност. Вчера министерот за економија го слушам, тој вели дека ќе воведат некои мерки за намалување на цената на електрична енергија во компаниите, во некои компании, посебно оние кои тие сакам да прашам, така. Кои тој очекува дека најпроблематични се производството на млеко и млечни производи, месо и месни производи и печивата, каде што е лебот доминантен по важност, нели? И сега тоа е добра ситуација ако тие обезбедат со Евана или кој таму со дистрибутерот да по 100 евра за мегават час обезбедат електрична енергија, што е 2 пати пониска цена од цената на регуларниот или регулиран, како се вика, пазар. Така, пазар. Или 3 пати пониска од редовната пазарна цена, тоа би било благопријатно. Меѓутоа, сега доаѓаме до на вториот дел од коментарот мој на ова прашање. Мерките се тие на хартија се одлични. Кога ќе се применат, како ќе се применат, на кој начин. Па искуството ни вели дека голем дел од тие пари попатно кога се движат некаде исчезнуваат. И никој не дава пандемијата, епидемијата со ковидот, сетете се колку мерки, а на крај повторно зависевме од вакцините од Република Србија. Затоа што тие пари што ги издвојувавме од буџетот за набавка на вакцини не се искористи или се искористи за некој, ајде да не кажувам, матни сделки и така натаму. Според тоа, за мерките би рекол дека на хартија се многу добри и би рекол дека енергично, ефикасно и ефективно треба брзо од денес да почнат да се применуваат ако сакаме да излеземе од оваа криза со помалку рани, да излеземе помалку повредени. Како гледате на, спомнавте најновата мерка на министерот за економија, најавата дека ќе ги намали цените на енергенсите за некои компании, а спротивно на тоа тие пак да испорачаат значи производи со пониски цени, едноставно да се олесни на граѓаните. Може ли да веруваме во такво сценарио? Од друга страна рече, а компаниите кои што нема да ја спроведат таквата мерка, ќе има можеби замрзнување на маржите и така натаму. Па добро, целта на мерката е тоа, значи да се намали трошокот за кој што тие постојано вреват, мислам го користам тој избор јас, дека тоа им ги дига цените, нели? А тој вели дека еве ако успеам јас да ја намалам цената на мегават во соработка со Евана, така и мислам дека го спомна тоа вчера, тогаш вие ќе немате причина да се вадите на цената на електричната енергија, туку ќе морате да ги намалувате цените на вашите производи и спомна дека во такви услови дури председателот на некој од стопанските комори, не знам, Северна Македонија или кој таму од таа комора, вели цената на левот ќе се намали за 10% во таква ситуација. Дај Боже, оти тоа веќе дава сигнал во целината на економијата. Овој производ пониска цена, онај и веќе ланец се создава на намалени цени на одредени производи. Тогаш очекувањата за кои зборувавме ќе бидат во спротивна насока. Се намалуваат цените, ајде и ние да ги намалиме. Дали верувате во ваквото сценарио? Ти знаете како, кај обичниот граѓанин веќе малте неречено се
сватено како неверување. Од една страна власта го најавува, од друга страна одиме во маркетите и гледаме сосема спротивна ситуација. Значи, дури има во некои приватни маркети помали кои што цените си ги држат на исто ниво. А како што рековте во пракса, никој не спроведува контрола, никој не регулира. Каде затајува? Одговорот на вашето прашање е да, сакам да верувам. Сакам да верувам. Дека нема да ни се случуваат такви работи како вие што ги кажувате до пред малце сега дели. А дали ќе се случат, тоа е друга работа. Вчера, министерот беше доста убедлив дека тоа ќе го направи, ќе го спроведе. Дали тоа на крај ќе испадне. Иначе, многу е битен еден збор кој што го кажавте. Народот веќе има скептичност кај себе. А тоа поинаку да го пренесам на гледачите, се губи довербата. Затоа го спомнав и целото. Го спомнав точно така. Таму ето довербата на населението кон институциите на системот е се помала за било која институција. И ако вие имате таква една ситуација на изгубена доверба, како и да му кажете секој, ќе рече, секој чудо за 3 дена. И ќе добиеме некоја анкета на телевизија која ќе каже дека, како што рековте, те велат едно, ама во продавниците, во маркетите е друго. Спрема тоа, да се работи на довербата, а довербата е многу изгубена. Така. Како ја оценувате сегашната политика на владата, нивното менаџирање? И претходно спомнавте, значи треба да има човек, треба да има луѓе и интерно кога зборевме, велите има луѓе кои знаат, меѓутоа каде се? Знаат ли навистина да ја водат економијата во државата? Прво и основно, било која влада, па и ова во сегашната политичка провиниенција, треба да си направи економска стратегија. И тоа и за сегашни услови, за идни услови, за подобри, за полоши, значи да имаме стратегија ние како ќе действуваме во дадена ситуација. Второ, потребно е да се направат екипи или екипа која што ќе го води тој процес, која ќе спроведува таа стратегија, луѓе кои што, според мене, постојат во Македонија, имаме умни луѓе кои што ја разбираат макроекономијата и микроекономијата и чие знаење треба да се користи без никаков пардон и да ги тргнеме настрана политичките оние рампи и граници кои што сме ги воспоставиле низ годините наназад. Од кај можеме да извлечеме нешто квалитетно, да го извлечеме, да го искористиме во името и за сметка на сите. Јас тоа го кажав на една дебата себар кај министерот Бесими, кога зборувавме за некои даночни реформи, кој реков, имајте знаење и искористете го знаењето, искористете го умењето на се она што постои во земјата и најпосле употребете во доволна мера храброста. Во тешки моменти треба да се носат и храбри одлуки. Меѓутоа, не со главата во зид. Спрема тоа, директно одговор на прашањето, имаме кадри, и тако многу квалитетни, имаме знаење, имаме умење, потребна само ние доза на храброст и соодветна стратегија сето тоа да го реализираме, за да не дојдеме во ситуација да ја изгубиме економијата. А ако изгубиме економијата, верувајте ми, ќе изгубиме државата. Има ваши колеги кои што деновиве алармираат дека Македонија најлошо се справува со кризата, економската криза од земјите во регионот. Ќе се согласите со оваа констатација или не? И исто така се напоменуваше деновиве, како што и претходно спомнав, самото ова што се случува на економски план води до претопување на таа средна класа, дури луѓето во шала ќе речат ова е како во времето на Анте Марковиќ, кој што исто така беше познат по неговите изјави дека средната класа ќе ја снема. Ке се зголеми невработености и така натаму. Какво сценарио не очекува? Па веќе ги спомнавме некои податоци кои кажуваат дека економијата не е во весела ситуација. Кажавме дека имаме најнизок проценета, најниска стапка на пораст на бруто домашниот производ. Главен индикатор. Бруто домашниот производ, тоа е она што го користиме ние на универзитетите, тоа е огледало на националната економија. Ако ви е најнизок БДП во Европа, состојбата е таа. Второ, имаме стапка на инфлација од 18,7, која што не бројува во првите 5 или 6, да не сгрешам, 5 или 6 земји во светот, мислам дека сме 6, по височината на стапката на инфлација, со двоцифрена бројка од 18,7 и така натаму. Другите што се над нас имат некаде околу 20%, а за возврат пак Европската унија има некаде во просек 8,5%. Тогаш не можеме да зборуваме ни дека имаме увазна инфлација. Најпосле имаме проблем, најпосле има и други фактори, индикатори. Имаме според меѓународни институции потврдени факти, документирани факти дека македонската продуктивност на трудот е најниска.
Што понатаму да се каже. Кога сакате да влезете во конкурентска битка со економиите во светот, треба да покажете висока доза на продуктивност. Ако ние имаме податок од релевантни институции дека продуктивноста ни е најниска, ние не можеме да влеземе во таа битка со разните други економии во светот. И најпосле кажавте еден многу добар битен податок за средната класа. Опасен е за Македонија податокот што е содржан во извештајот на Светска банка, кој вели дека во Македонија има 450.000 сиромашни лица. Тоа всушност го покажува како што најдов сега и Меѓународна организација на трудот. И тие исто така предупредуваат да глобалната криза ја прави. Ами уште еден пострашен податок. Значи, ние имаме фактички дене 450.000 сиромашни лица во Македонија. Светска банка вика дека ако не се промени драстично нешто во националната економија на Република Македонија, ќе имаме ние пораст на сиромашните лица за дополнителни 50.000 лица. Тоа е нивни податок, не е мој. Замислите во каква ситуација би се нашли ние да повеќе од 1/4 од населението биде сиромашно. Тогаш сиромаштијата кај навлегува, бидејќи спомнавте друг термин. Сиромашните ќе останат како што се сиромашни, дури ќе бидат и посиромашни со оглед на сите настани што се случуваат и се очекува да се случуваат. Богатите ќе бидат уште побогати како што се случува во цел свет. Оти парата на пара оди, ама тоа е мала група на луѓе. Што значи дека средната класа е таа што ќе се собира и ќе оди се повеќе кон сиромашниот дел од населението. Затоа и многу ми навикат дека средната класа ќе, значи најголем товар на кризата ќе го носи средната класа. Професоре, што во овој момент според вас би имало приоритет? Каде, во кој дел најпрво да се действа? Лоцирани се областите каде треба да се действа. Пред се и над се енергетската сигурност треба да обезбедиме, да имаме и да вратиме довербата кај овој населението на начини кои што веќе ги спомнавме со средства кои ги спомнавме. Довербата во целина во системот, да се врати кај населението, да не го гледате разочаран народот на улица. Едноставно, ако имате разочарано население, нема желба, нема ентузијазам да излеземе од ова. Таа разочараност ми се чини дека трае со години. Добро, ама сега како да е бомбардирана. Сега се насобра ковид кризата, енергетската криза, финансиска криза, каква и да сакате. Инфлацијата. Што да му кажеш на човекот во каква ситуација ќе бидеш утре ако ти одиш во драгсторот, ако вчера цената на лебот беше 45 денари, денеска 65 денари, а лебот е елементарна социјална категорија за опстојување на населението. Значи да се действа во тие неколку пункта кои што се многу осетливи за да ја вратиме довербата, ентузијазмата на населението и полека луѓето да ја крајават главата. Сега гледајте ги по улиците, се наведнати глави се луѓето. Дали верувате и сте оптимист дека нема да ни се случуваат нови ценовни шокови? Ценовните шокови од типот на она што досега се случуваше нема да бидат драстично појавувачки, меѓутоа процентен поен до процентен и пол поен ќе имаме пораст на инфлацијата до крајот на годината и веројатно ќе завршиме инфлацијата некаде до околу 25% до крајот на годината, што е апсолутно многу висока стапка на инфлација. И ако велам не употребиме оние мечеви кои ги спомнав за да сечиме главата на на инфлацијата, може да влеземе веќе не од галопирачка каква е сега инфлацијата, туку во она што е најстрашното кога зборуваме за инфлација, а тоа е хиперинфлација. Имаме ли сила да издржиме нови задолжувања и ќе ни се случат ли нови задолжувања? Тоа е прашање на кое што се издишав, затоа што ми е тешко да кажам. Силата, видите, задолжувањето е само по себе лесно ако најдете поволни кредити. Многу е лесно, ама кој ќе го отплаќа? Ако одиме понатаму. Значи многу е лесно да го земете кредитот, второто е по која цена ќе го земете. Иако прашање на тоа задолжување, затоа што сега како тргна светот, нели зборуваме за една глобална криза, дури и парите се во прашање кој ќе ни позајми, затоа што целиот свет е во грч. Тоа е точно. Значи првото прашање е дали има некаде кај ќе најдеме пари кои што ќе ни ги дадат. Па еве сега одиме во Катар и така натаму. Каде ќе можеме таму? Таму би били попријатни условите ако успееме таму. Меѓутоа на европските берзи тешко дека ќе најдеме сега некој поволен кредит затоа што се стега ситуацијата. Значи второто прашање е, првото е кај ќе најдеме, дали ќе ни даде некој кредит, и второто е по која цена. Цената е камата. Како ќе ја платиме таа камата утре другиот треба да се враќа, нели? И најпосле има уште еден критериум кој што светските финансиски институции во последно време многу го имаат во предвид. За жал и нас не имаат во таа перцепција колку продуктивно ги користите парите.
Ги користиме ли ние продуктивно? Самиот го наметнавте прашањето. Па не, би рекол недоволно. Значи, колку продуктивно е. Ако вие велите дека сте некаде во врвот во Европа според степенот на коруптивност на институциите, тој си вика, па кому ќе ги дадам парите аз? Има и такви гласини кои што допират од разни страни до мене, дека се воздржуваат странците да ни дадат кредити во услови на вака висока корупција. Дури последно што го чув дека таков коментар бил и во рамките на Меѓународниот монетарен фонд. Значи, да си се средиме... ММФ е скептичен во однос на корупцијата? А затоа не ни испорачува. Пред се Светска банка се бори со корупцијата, таа и дава такви проекти, нели? Меѓутоа, од ММФ треба да добиеме некаков кредит, нешто најавија позитивно, морам тоа да го признам, дека ќе ни дадат некој кредит од ММФ, тоа значи дека ММФ бе перцепира во позитивна смисла. Иако сме во ваква ситуација какви сме, значи тој вика имате вие скриени или како се вика стручно латентни можности да излезете од кризата и затоа ви го давам овој кредит. Со тоа што почесто даваат кредити за санирање на буџетот или платно-билансно усогласување, а не даваат за проекти. Меѓутоа, ако ММФ ви даде кредит, тоаш вратата до светските финансиски институции и други организации ви се подотворува. Дај Боже да го видиме тоа. Така. И на крај... И да не заборам, значи да не претераме со јавниот долг. Ме прашавте и тоа дали имаме сила. Значи 60%, јас колку што знам од бруто домашниот производ нашиот долг изнесува, а тоа е некој европски просек кој што и за европјаните. А ние веќе колку што јас разбирам од бројките што ги читам, веќе сме го надминале да си ја пружиме како се вика да ги пружиме нозете колку не чергата. Утре треба да ги враќаме тие пари. Нема да стигнеме јас и вие, нити нашите деца, нити моите внуци, нити нивните деца. Едноставно, долг кој што е 65-6% од бруто домашниот производ, ќе му треба долга низа години да се враќа. Со сите пропратни жртви. Кога се слушнавме и кога го договаравме ова интервју, ова како за крај, рековте не сакам многу да зборувам, затоа што знаеме каква е ситуацијата. Ајде да се окружиме. Каква ни е ситуацијата, професоре? Па, кога се договаравме, јас ви реков дека 2 години, може и повеќе, јас не сум бил гостин на ваква емисија како вашата денеска. Едноставно се воздржувам да коментирам гласно. Оставам тие генерации што доаѓаат после мене и представниците на власта да си го кажат своето. Знаете, со таа изјава ми отворивте простор да размислувам. Што ли може да следи понатаму? Какви се сценарија ќе очекува? Сценаријата се различни. Ние би сакале да го кажеме оптимистичното, меѓутоа тоа е најмалку веројатно. Оптимистично сценарија во овие услови е најмалку веројатно. Ние треба да ја преживееме ова зима и следната економска година и да се поведиме сега сакал или не сакал, морам тоа да го кажам, по начинот на кој што нашиот сосед, драг сосед, Република Србија се соочува со кризата. Тие многу добро се соочуваат со кризата и ќе се соочуваат. Значи, за неколку изјави на нивниот председател Вучич ме воодушевуваат кога тој вика што и да се случи, најцрно сценарио да се случи во светот, Србија ќе преживее. И втора работа е, бидејќи ја спомнав Србија, треба да си ги негуваме односите и со сите соседи, се разбира. Меѓутоа, Србија ни отвора широко вратата кога вели за секого вратата на Србија за извоз на газ и на нафта е затворена, освен за Македонија. Да ги искористиме можностите што ни се нудат, тогаш ќе излеземе помалку повредени. Иначе дека ќе излеземе повредени од оваа криза, да, тоа е мојата оценка. Не е најпесимистична, али сепак во фазата на песимизмот. Благодарам за одвоеното време. Ви благодарам што се озвавте на поканата. Да, ама ми најавивте пола часа, ние цел час говориме. И да се надеваме, темата е многу опширна и бара уште повеќе време, меѓутоа да се надеваме на едно пооптимистично сценарио и да се надеваме на поубави времиња, да се видиме повторно на ова место, за да разговараме за поубави работи. Дај Боже, со задоволство ќе дојдам, само да ги видиме тие позитивни резултати и јавиме повторно кај вас. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и секое добро.